Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на Никој да не знае. Паролата останува иста. Никој да не знае освен јас, вие и таа нашата гостинка. А која е таа дознаваме за многу скоро, само неколку работи за неа. Една нејзина изјава е особено интересна. Вели вака: прв пат земав микрофон на мојата свадба. Веројатно оние кои што ја знаат кариерата, знаат и за кого се работи, ама чекајте, не кажувајте на овие другите. Атрактивна, секогаш расположена, мислам дека така ги избира и песните, да се секогаш певливи, да се субави рефрени, да се позитивни, да ги весели луѓето и нели со нив да биде поубав и денот. Ако не сте знаеле, ако не станеше пејачка, сигурно ќе беше докторка. Ја подмлади уште повеќе нејзината внука Јана, која, како вели самата, е најтоплата приградка, најубавата насмевка и најмилите очи. Даниела Темилковска во ова Никој да не знае. Здраво живо. Здраво живо. Точно е се. Точно е се. Да. И сериозно сега, значи, може на ти? Слободно. Да. Си одела во музичка. Да. Си свирала хармоника. Да. Си одела во Златно славече. Да. И прв пат микрофон на твојата свадба. Како се случило? Соло кариерата така ми почна со мојата свадба. А иначе претходно да, в Златно славече, ајде тоа во ред се. А профи почна искуството на мојата свадба, точно на мојата свадба, па некако самите гости изразија желба нешто да ни отпееш нешто, бидејќи знаеа, мислам дека од мала нели посетував музичка школа. И така и се случи на мојата свадба сама да запеам прва. И шо испеа? Некуните црне очи. И ги купи сите. Точно. И сериозно, и после свадбата, што свати? Свати дека успеваш да ги развеселиш луѓето, дека тоа ти беа твои пријатели, веројатно тие и да не беше така. Добро, сите ти се роднини, значи сите се блиски и сите тоа е убаво. Да. Затоа немаш ни треба, немаш ни страв, некако си во своји луѓе, друго е чувството кога имаш одговорност, да. И потоа? И потоа некако почнуваат брачните води, почнуваат врските, почнува работа, желбата си останува, талентот си останува и едноставно дојде, уште пред да почнам да пеам, да снимам една песна, тука ме натера сестра ми, вика, ете, ако толку ти е мерака, знаја сите уствари дека сакам нели да пеам. И уште кога почнав да зборувам јас на мои 3 нешто години, од тогаш се сеќавам, татко ми имаше снимано како мала, значи јас кога ќе пораснам ќе бидам пејачка. И ми имаше снимано на една касета, доскоро ја чував, се веќе не, како и пеам. Значи талентот, желбата си остануваат исти. Брачните обврски почна. А чекај се, што работеше? Велиш работев, што работеше во меѓувреме? Во меѓувреме работев во бутик. Добро. Иако мислам работев во бутик, нема врска. Како ќе дојдеш од Сабали, така си почнаш со песна, си средуваш, си местиш. И се со песна се поминуваше, да, така бе во текст со цел репертоар со сите песни, значи А ти си следеше репертоар, си правеше собствено? Се. Се додека сестра мене ми рече, па сега ако сакаш вика толку вика да си направиш нешто за себе, сними си една песна. И така првата песна бевме комши со Драган Вучич покој. Значи и тој ми ја направи првата песна. Јас снимив првата песна Ни на небо, ни на земја. Па се појавив после тоа во вашите 5 минути таа емисија, мислам, иако имавме тогаш бутик, работев во бутик. Ајде беше така муабетот нешто да isforsираме од бутикот, нели, да го најавиме. Да, и така се појавив на вашите 5 минути, па после тоа, после мојот настап како аматер, следното гостување беше како професионалец. Да. И сега репертоарот ти си го знаеше, требаше само да се одберат луѓе со кои што ќе настапуваш. Како тргна се? Па не, јас првично песната ја снимив лично за себе. Значи, ти не да нешто. Така ми беше, да, така ми беше, како да кажам, идејата, да. И од кога веќе се појавив на телевизија како професионалец, почнаа почнав да имам ангажмани, значи побарувачка и така всушност почнав и професионално се занимавам со музика. И сега од оваа перспектива, добро е се? Не би менувала со докторка? Не. Ако не бев, значи главната професија ми е таа што ја работам, а доколку немаше да го работам ова што денес го работам, имав желба да станам докторка. Имаше некоја специјалност во тоа докторството или? Па не, многу сакам да помагам на луѓе.
Мислев дека ако бидам докторка, дека ќе имам прилика да им помогнам на поголем дел од луѓето. Така. Сега им помагаш на луѓето да ги Да, развеселиш. сега. Сепак тоа пак на некој начин се врзува едно со друго. Се врзува едно со друго, така е. А сега и се вратиме пак на детството. Хармоника. Хармоника. Свириш ти уште хармоника? Па не сум ја фатила хармониката, може би има добри 20 години. Добро, ти беше љубов? Ми беше љубов. Иако татко ми свиреше хармоника, мајка ми пееше во пејачка група, сестра ми свиреше пијано и хармоника, мојот покоен брат сега, мислам, свиреше хармоника и јас одев на часот по гитара. Како што ќе се вратев од час по гитара, јас зајгав дома и ја земав хармониката, така да хармониката ми дојде онака како плюс. Плюс. Да. И за сега некој професионалец не сум за хармоника, меѓутоа за своја душа, знаеме нели да се собереме онака сите и така цела фамилија наредени со свирење и со пеење си го поминувавме времето. Одлично. А сестрата се занимава исто така со нешто од ова пијано? Не, сестра ми свиреше пијано, свиреше хармоника, учеше музичко училиште. Беше во музичкото, па после тоа се префрли, меѓутоа она не продолжи да се занимава со музика. Јас тука надокнадив. За сите. За сите. Во она време, како да речам, поинакви биле времењата тогаш. Имаше некој кој што рече не може? Не е баш пејачка, нешто за женско и така натаму. Заради тоа што ми кажувале некои примери, нели, од порано, да речеме, нивни баби, нивни мајки, кои што не смееле да се занимаваат, не смееле, не им давале од тоа, да. И јас се уште слушам, мислам, еве има и толку емисии каде што навистина има преголеми таленти, а немале дозвола и немале поддршка од фамилијата. За моја среќа, значи јас навистина имав голема поддршка. И од мајка ми, и од татко ми, посебно од татко ми. Да. И сега добро, дојде син и? Дојде синот. И како беше со обврскиве? Како се делеа обврските? Па не, значи јас, иако си ја снимив мојата песна, јас не почнав веднаш да се занимавам со кариера, да. Затоа што навистина во прв план јас сакам фамилијата, многу сакам да бидам така семејна жена, сакам да го одгледувам детето, значи не сакам ништо да пропуштам. Да, не сакав таква прилика да пропуштам и кога веќе мојот син порасна, јас почнав професионално тогаш дури да се занимавам со музика на некои мои 28 години, бидејќи многу мала сум мажив. И од тогаш тука веќе све е под контрола. Значи, и си со фамилијата, и ја работиш работата што навистина многу ја сакаш. Така е. Дали има промена во однос на твој 28 кога почна и сега, од она што луѓето го бараат, од она како публиката се забавува, од она што како, не знам, треба да учиш како репертоар, секако нови песни, нели, додаваш нешто што ти се допаѓа. Што е она што е исто, што е различно? Па не би рекла дека има нешто посебно различно. Јас во принцип порано, значи многу повеќе се пееше македонската песна за разлика од денешницава каде што веќе се и се што се пее. Иако го работам тоа што е, навистина секогаш се трудам репертоарот да биде одбран. Македонската песна е таа што навистина нема шанса да се изостави. Преден план е македонската песна, публиката е иста. Значи, журките се журки, веселбата е веселба. Така да не би кажала дека има некоја поголема промена. За мене е во секој случај исто. Да. Велиш дека сакаш да пееш многу стари македонски песни. Да, ги обожавам. Таа љубов ти е? Да. Тоа е она што навистина мене ти се допаѓа, ми се допаѓа. Кога е околу изборот на песните? Јас сега нели од овие две кои што ни ги прати, кои што ни ги чуеме, едната е пријатели, другата е позитивно, самите по себе зборуваат за тоа дека нели треба да заборавиме на нешто лошо и треба да се осврнеме кон пријателство или кон доброто или кон позитивното. И кога ќе ми спомна Даниела Темелковска, некако ме асоцира на некој видар лик кој што се смее. Ако не грешам, така ги избираш и песните или можеби мене само ми доаѓа така да те замислам? Не, во принцип кога работам некоја нова песна, навистина сакам да биде и весела и да биде позитивна, бидејќи карактерот ми е таков. Не можеш да донесеш некоја нели тажна или па не знам, можеби треба да ме погоди скроз онака текстот. Сакам да се најдам во незе, а во принцип ја бирам содржината на текстот, значи да биде
тема, да биде тема некоја од животот, некоја реална тема каде што на некој начин би можел да се пронесе секој. Да. И со кого соработуваш најчесто? Имам многу Соработници соработници. има? Да, имам многу соработници. Последниве две песни, иако навистина работните обврски не ми дозволија да имам некое слободно време, ова е нешто така што беше по нарачка и така беше изработено. Така да овие две песни ми се сега, еве да кажам, најтазе што еве гледачите нели ќе имаат прилика да ги слушнат, да. Така. Тие ми се во последниве 2-3 месеци, а тоа не значи дека нема да има обиднина уште. А со кого бе последнава соработка? Последнава соработка ми е со тоа е еден многу ведар и позитивен лик, таа Сани Јанкуловска, таа е сопруга, колешка моја и сопруга на мојот колега Тони Јанкуловски, со кој што работиме заедно. А он што го натера да се врати? Да, тоа што го натера да се врати од Америка, да клавиатурист. Да, за да работиме заедно. Да, тоа неговата сопруга ги напиша? Неговата сопруга ги напиша, музиката и текстот се на Сани Јанкуловски, многу ја поздравувам оваа прилика доколку гледа. Да. И музика, аранжманот е на Тони. Аха. И студиото е на Тони Јанкуловски. Така е, да. Сега, она што е ново и што треба да ни го кажеш исто така, мислам некои што те гледат на настапи го знаат тоа, но еве јас не сум била на некој од последниве настапи, па не знам дека и твојот син пее заедно со тебе. мојот син Даниел Блажевски работиме веќе, можам да кажам, некои се 11 години скоро. И Како тргна тоа? како тргна детето уште кога имаше некои 4-5 години на Исто таа како возраст, кога ти беше со исто тато, како да, јас, да. меѓутоа тој беше мал. А неговата музикалност ја приметив кога иако мислам беше мал, доаѓаше на музика нормално, имаше така желба да запее нешто што го слушнал во моментот. И јас мислам не може се зачудив кога му ги слушнам гласовните способности. Многу поголем талент има од мојот. Многу е подобар од мене, нормално. Така треба, децата Да, и треба така да се треба, подобри да. од родителите. И малку си натеше некеше да ја работи оваа професија. Меѓутоа беше жално да тој талент да остане така некој да не го слушне. Да. И во прво време малце се мислеше, се не мислеше, добро. да. И кога веќе ќе влезеш во оваа работа, кога ќе ги видиш убавините и позитивноста на оваа работа, навистина те исполнува да продолжиш и понатаму. Да. И сега кога патувате, кој вози, кој Па или кој ќе вози, следи, или ќе вози Даниел, или ќе вози Тони. Аха. Еден од нив двајца вози. Добро. Во ретки Прилики? возам јас. Аха, добро. Така да мислам дека доволно си зна вози. Има некој што е погласи што може да вози, да. Допри да дојде оваа комбинација со Даниел и Тони, возеше сама? Возев сама и тоа некако ми беше многу напорно затоа што сите свирки беа ширум Македонија. И тоа, ако едниот ден е денеска во Охрид, наредниот ден е во Куманово, па од Куманово треба да возиш за Битола и тоа е навистина напорно, бидејќи јас сум тип што не останувам да преспиам каде да е, сакам да се вратам назад и така ти се вратиш до Скопје? Да се вратам до Скопје, да. И затоа ми беше можеби и премногу напорно, ама ни една работа не е лесно, така да. А сакаш секаде да стигнеш, тоа е тоа. Така е, да. И кога ти реков која другарка ќе ни снимиш, нисам ќе се сними самата за да ни кажа нешто повеќе за тебе. И видов дека и во едно интервју си ја споменала, дека можеби најмногу те познава и ти е навистина многу блиска, како и на многумина од естрадата, но е единствена. За мене ја познавам. Да, точно. Единствена е, тоа е таков тип на жена што едноставно толку е топла, толку е пријатна, не можеш да не ја сакаш. Ние се дружиме многу, значи изминативе години сме скоро постојано заедно. Ако денеска не успееме да се видиме, мора да се слушнеме најмалку 2 пати во текот на денот. И што си раскажувате? Што си раскажуваме? Во принцип секогаш станува збор, имаме многу теми за зборување, значи многу сме искрени и отворени. Најчесто со незе бидејќи како кажувам јас, тоа е пред да излезам од дома, на рентген мора да поминиш, па да излезеш надвор. Стварно? Да. Тоа Вики е? Да, Вики. Консултант ми е, значи, можеби некогаш и досега ми сметам, ама никогаш не ми одбила. А искрена е барам, знаете ти кажа дека ако нешто не се допаѓа? Точно. Морам да се исконсултирам пак на крајот со неси, пред да излезам од дома. Да. Докторката Вики Тулевска ни е следна што ќе ја чуеме, да видиме таа што има да каже за својата пријателка Даниела Милковска.
Здраво, јас сум доктор Вики Толевска, другарка на Даниела Темелковска. Даниела Темелковска ја познавам повеќе од 26 години, што би кажала она, се знаеме од градинка. На вистина, ја познавам 26 години. Имав среќа да ја запознам на сцената и позади сцената. На сцената е блескава, глас полн со емоција и душа, а позади сцената во приватниот живот е големо срце, голем човек, топла и нежна мајка, но во време, последниве 2 години, е баба по титула на прекрасница внука Јана, која е со неја во секој слободен момент. Прекрасна другарка, верен другар што никогаш нема да те напушти во ниеден момент. Дали има мани? Па јас си ги знам маните. Знам дека има. Пример. Има долги нозе, висока е 175, тешка 57 килограми и би сакала да ја поставам едно прашање. Даниела, те молам, кажи веќе еднаш на своите гледачи, обожаватели, пријатели, каква диета држиш и колку пати вежбаш во теретана. И посакувам на вистина блескава кариера, многу аплаузи, зашто таа го заслужува. Те гушкам, Даниела. Баш така. Ете, те опиша и те расплака, или не? Па, значи, за вежбање со тепувам од вежбање, значи, Добра. да. Не држам никакви диети. Во една интервју си кажала генетика е најверојатно. Да. Тоа е генетски материјал што навистина за мене е многу леснителна Така е. ситуација, да. Да си фит Да. цело време. Да. А значи мана ти било тоа 1,75 и 57 килограми. Тоа Да. сака да кажа? Да. А ти немаш Не, мана дека имам навистина долги нозе. Висината е во прашање. Вики те сакам. Вики. Добро, одговоривме на прашањето, Да. прашањето? Да, добро, да не Значи, останува. пак ќе станува збор за генетски материјал. Така е. Ама вежбаш во теретана или не Вежбам вежбаш? многу ретко. Кога имам слободно време, значи периодично. Кога ќе најдам така малце по-слободно време, тогаш веќе може да појдам во теретана, ама активно дека вежбам, не вежбам. Добро. Или да се препишеме дека не сум активна, значи многу ретко. Да. Никогаш не си имала проблем со тижа? Не. Кило 2 ништо, толку. Толку. И тоа може да се опуштам така кога се зимските празници, се опуштам? кога почнуваат славите. Мора да признам, јадам се навистина. Да? Да. Не се кочам и не се штедам од ништо. Браво, супер генетика е тоа. Да, време е да, затоа што имавме пријателка која што навистина прекрасно опиша, сега ќе ја чуеме Пријатели. Тоа е една од двете нови песни на Даниела Темелковска. Уживајте. Имаме джингл, таман да се наместиме на сцена. Можеш. Иде не запи со мене, отвори душа, насмеј се, без љубов зорен не руди, гости сме сите развери, музика илјач за јадови, нотите леко се апови, кренете чаши да наздравиме, денот светнал дар од Бога е. Не штеди на љубов и прости му на секој што те повредил, животот е убав со пријатели,
Дихај ко месечина, во темно биди светлина. Душа што имаш даруваш, со насмех не остаруваш. Игре ко без публика, љуби си ближни до века. Гошни си мајка, татко свој, среќа е кога сме на број. Не штеди на љубов и на пакнежи. Прости му на секој што те повредил. Животот е убав со пријатели. Колку ке ги преброиш, толку богат си. Животот е убав со пријатели. Колку ке ги преброиш, толку богат си. Не штеди на љубов и на пакнежи. Прости му на секој што те повредил. Животот е убав со пријатели. Колку ке ги преброиш, толку богат си. Животот е убав со пријатели. Колку ке ги преброиш, толку богат си. Колку ке ги преброиш, толку богат си. Имаме уште 15 на минути муабет и уште една песна. И сега имаме нешто за кажување, заради тоа што она што го кажавме претходно за песната која што ја чувме пријатели, всушност се однесуваше на позитивно. Да. Да, но јас ќе почнам со рефренот. Вели животот е убав со пријатели, колку ќе ги приброиш, толку богат си. Да. Тоа е тоа што те купи, колку Да. што разбрав, ама сакам да ми одговориш кога ќе ни кажеш кој е авторот на оваа песна и колку тоа пријатели имаш, ако можеме да знаеме. Авторот на песната е Сонја Дојчиновска, значи музиката и текстот се незини, аранжманот и студиото се на Саше Младиновски. Поздрав и до нив. Да. Песнава ме купи само ете со тие зборови, значи и затоа ја сакам многу оваа песна и мила ми и драга. Животот е убав со пријатели, значи во денешно време на вистина е тешко да имаш вистински пријатели. Може да се лажеме колку сакаме дека некој може да каже нема, толку многу пријатели не постојат и затоа се е сведено во еден потесен круг. Затоа вели животот е убав со пријатели. Колку ќе ги преброиш? Значи толку се малку на колку повеќе ги имаш искрени пријатели, толку си побогат. Така е. Тоа е тоа на мене што навистина ме купи во песната. Така е, да. Веројатно ги купува и луѓето кои што ја слушаат. Точно. Да. Песнава е нова и ја мислам дека ете неколку пати само ја имам испеано до сега, така да мислам дека ќе си го најде Ќе си го најде патот. Да. Така е, да. Значи немаш многу пријатели, ама вистински си избрани се. Избрани. Точно. Добро. Велиш вака, нема жена што не е убава, за мене убавината доаѓа од внатре, здрава храна, малку спорт, секојдневна грижа за себе и сето тоа зачинето со љубов. Да. Значи без љубов ништо. Ништо без љубов. Под поимот спорт, значи, само домашните обврски ми се тие, тука ми е движењето по дома. Не, затоа што му питавме пред оваа емисија и затоа се смеам сега. Едно влакненце може да те стане на белиот килим, може да те стане и да те изнервира. Да, срам да му е. Срам да му е. Така сум малце, сум така ситничар и тие работи што ќе ме поткренат да станам и жена како жена, нели нормално, домашните обврски се тие. Движењето по дома е тоа. Жена денеска не постои да нема убава жена, жените се сите убави, сите се своји.
најубавото и најголемата убавина според мене е тоа што го носиш во срцето и енергијата со која што зрачиш. Така. Иако ја спомена Вики и со неа се консултираш околу нели изглед и така натаму, но во едно интервју си рекла дека и твојата сестра Емилија, е задолжена, главно задолжена сестра ми. Да, и дека тогаш нели се чувствуваш најдобро кога таа ќе се погрижи, да речеме. Таа ќе се погрижи, значи околу изборот на гардеробата. А Вики ми е консултантот за пред да излезам од дома, значи мора да ме скенира и да види и да ми каже дали е се окей или не. Тука е тој момент измеѓу сестра ми и мојата Вики, да. Супер, значи се е купено двете комбинација и тоа е тоа. Точно. Колку често пријателите, оние избраните вистинските, знаат да го наполнат домот, да не ти пречи тогаш и влакнеце на килимче и све, туку да, не знам, хармоника, не знам, пијано, не знам, сите работи. Од страна на пријатели, значи, Вики ми е така најблиска пријателка, зборам од женските пријателки, а од машка страна, значи, имам 20 другари и пријатели што ми се долгогодишни. Тие се Сашо и Горан, ја ќе си ги поздравам, да го искористам моментот, нели? Тие сме многу блиски, заедно се дружиме, исто тука и Вики, и они 20 се тука, и уште тројца имаме од страна, 2 другарки и 1 другар, и знаеме се собереме и да си ја направиме вечерта да не биде навистина убава. Тука знаеме и да пееме. Дома е тоа или некаде? Дома, претежно дома. Дома сме така некако послободни. Тоа се луѓе од блиски, да. Музички кругови или не? Не се сите од музички. Јас сум само тука од музичка страна. Добро, и Вики има дел. Вики има дел. Вики според Трајче, по Трајче, да. Мада Вики е многу талентиран и Вики многу убаво пее. Да. Да. И Вики вика, ако не бев докторка, ќе бев пеачка. Значи таа обратно. Да, си се надополнуваме, да. Многу е талентирана и многу е музикална и таа. А ако се вратиш повторно на твој 28, кога почна вистински се, да речеме, професионално, би менувала нешто? Не. Не? Не. Исто те би ги возела од од Битола до Скопје, па од Скопје до Куманово, па да, ама збориме сега наназад, ако бев на 28 години, како тогаш кога професионално почнав да се занимавам со музиката. А сега има уствари кој да ме вози, да. Сега веќе и не возам толку често. Околу концерти, околу настапи, околу такви поголеми, да речеме, случувања, си размислувала каков е твојот став? Веројатно концерт е многу сериозна работа за да се организира. Треба да оставиш многу работи, како да кажам, по страна, треба да се посветиш целосно или комплетно. Мислам, целото внимание и целото време ќе треба да го посветам околу таа организација, затоа што навистина сметам дека е голема обврска и тука веќе би ангажирала луѓе од мојата сфера на музиката, кои што навистина би ме помогнале во тој дел. Така да имам размислувани на солистички концерт. Тоа зборувам, нели секој пејач би посакал тоа, нели тоа е некако со нешто што би ја заокружила дел од мојата кариера, нели годишница, некоја веќе за многу краток период ми се навршуваат 30 години од мојата година. Да, од мојата кариера. За некои се можеби 40. Овај 40 за 3-4 години. А за 3-4 години? За 3-4 години, да. Одлично, добро. Сепак е долг период е. И ќе правиш нешто? Па да се надеваме. Мене некако така ми изгледа како голема обврска и не сум сигурна, али би размислила посериозно на таа тема. Каде? Па тука ќе биде во Скопје. Не, каде, зборам, која сала би ја избрала? Па за сала не знам дали би бил на отворено или би бил на затворено. Значи немам идеја, ама би размислила на таа тема малце навистина пошироко. Кога сме кај фолк естрадата или фолк пеачите, некако ми изгледа дека повеќе е дружбата поголема од забавнава естрада или јас само се грешам, можеби вака отстрана. Па не, во моментов имаме многу музички, 3-4 музички емисии каде што навистина сме, поголем број од пеачи и пеачки и тука ни е прилика да се дружиме, значи максимално и тоа не на краток период, него на повеќе време, повеќе часови, Да. И добро е. Да, супер. Да, супер. Имаме шанса да се извидиме, да се изнакажеме. Зборуваме низ годиниве. Секогаш сте биле некако и по, како да речам, опуштени сме ние, така е. Професионалци во однос на тоа дека нели ако се договориме, така нема отстапување, нема нешто што Точно.
Исто, можеби повеќе се дружиме затоа што самите веселби не тера да бидеме такви, кога се свадби во прашање. Сепак тие се народњаците некако поактивни, изминативе години бевме многу поактивни на сцената ние за разлика од забавњаците. Дали ќе биде така и во иднина, не знам. Така да самите емисии, самите настапи си го прават тоа да имаме повеќе простор за дружење меѓу себе. А колку се несуетни или суетни? Па не, сите се супер, сите се окей, јас си ги сакам сите. Да. Да. Јас си ги сакам сите. Нема со никого особено дружба, да речеме, не знам, од Не, пеачките? посебно не, посебно не. Значи со сите се дружиме исто. Да. Така е, Затоа велам, сите ги почитувам и сите ги сакам. Така е, да. Некогаш, ако смеам да забележам, секогаш беше во топ форма, секогаш и сега си. Но нели некогаш беше тоа по мини, нели отворени шлицеви така натаму. Сега е зрењето и некако друга е Даниела или само во оваа пригода го избрала? Само во оваа пригода, затоа што навистина многу се настапи. Не знам, самиот стил на гардеробата ми зависи од тоа како сум расположена, така и се облекувам. Така значи. Значи малце порасположени ке дојдеше во мини. Да. Ти благодарам на искреноста, остани таква каква што си и само вакви песни да ни создаваш и сега за крајнова никој да ни знае позитивно. Може? Може. Така завршуваме. Джингл. Si човек кога сите ти се живи здрави. Никого ти не слуша и како сакаш така прави. Секој нов ден нека буди нови надежи. Не давај на никој душо, немој да те расажи. Животот, денес е за денес, утре за утре, живе така
Thank you.